Добар ден, почитувани. Ова е петочната емисија која што ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денеска ќе дознаете за промените кои што се случуваат во периферните крвни садови, поточно за периферната артериска болест. Што ја предизвикува, на каков начин се диагностицира, кои се начините на нејзино лекување. За сето ова, повеќе од разговорот со гостинот кој што е со мене во студиото, а тоа е доктор Милан Марковски, специјалист по интерна медицина, кој што ни доаѓа од новоотворената поликлиника Жан Митрев диагностика во Битола. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам. Каков беше патот од Битола до Скопје? Динамичен. Се надевам дека одморивте малку пред да влезете во студиото. Успев. Поликлиниката Жан Митрев диагностика во Битола го покрива Пелагонискиот регион. Отворена е во октомври 2020, односно 2021 година. Па кажете ми со какви специјалистички прегледи покривате, со каква опрема располагате? Да, значи задоволство е да го на некој начин соопштам тоа на јавноста преку вашава куќа медиумска. Отворањето на еден навистина маркантен диагностички центар, кој што ние сакаме да го наречеме најсовремен, затоа што навистина најсовремен диагностички центар, сега ребрендиран како Жан Митрев диагностик, затоа што ние сме присутни во Битола уште од 2012 година. Тогаш започнавме со работа со една ординација за интерна медицина под брендот Филип II. Работевме цели 9 години. Се надевам доста, да речем, успешно, стекнувајќи една солидна доверба кај пациентите. Во текот на сите тие години академик доктор Жан Митрев манифестираше една желба да се прошириме во многу по-современ диагностички центар, кој што ќе нуди и многу поголем број на специјалистички услуги во односно на што ние го правевме, за да конечно таа негова и наша и лично моја желба се оствари во октомври 2021 година, кога се отвори овај диагностички центар, сега ребрендиран реков како Жан Митрев диагностик, во кој што има многу повеќе вработени од она што ние бевме на почетокот и кој што нуди специјалистички услуги од повеќе дејности. Пред се, како основна е интерната медицина со кардиоваскуларните прегледи, кои што опфаќаат целокупна кардиоваскуларна патологија, значи болестите на срцето и на крвните садови. Понатаму имаме гастроентеролошка ординација, каде што се изведуваат прегледи кои што се поврзани со проблематиката на болестите на гастроентеролошкиот систем, каде што се изведуваат исто така ехо прегледи и особено да кажам за тој регион потребната ендоскопска диагностика, значи ендоскопски процедури како што се гастроскопијата и колоноскопијата. Понатаму третата ординација која што функционира веќе цели 8 години од претходното е ординацијата по ортопедија. А исто така во одредени денови од неделата работи и ендокринолошка ординација каде што се работи проблематиката на тироидна патологија, односно болестите на штитната жлезда, како и диабетот. Располагаме со навистина солидна и најсовремена апаратура. Сите ординации кои што ги наведов се опремени со најсовремени ехоапарати. Планиран е уште еден нов ехоапарат, значи практично ќе имаме 4 ехоапарати. Понатаму имаме најсовремен повеќе слоен компјутер, 256 слоен компјутер, тоа е така наречена повеќе слоена компјутерска томографија, најсовремен рентген апарат, комплетно опремена лабораторија во која што може да се изведуваат сите видови на крвни и биохемиски анализи, вклучително и анализи на хормонски статус, ензимски анализи, туморски маркери, значи сето она кое што е неопходно за една солидна диагностика. Така да практично располагаме со еден исклучително квалитетен здравствен капацитет
кој што може да пружи солидна здравствена заштита на населението од Пелагонискиот регион, со оглед на фактот да тоа е доста голем регион кон кој што гравитираат не само Битола, Прилеп, Крушево, Ресен, Охрид, имаме дури пациенти од другите подалечни градови. Со оглед на тоа да сме доста долго време присутни, имаме направено и јадници прегледи, голем број на операции кои што се направени во нашата централна болница во Скопје, затоа што ние практично сме составен дел, функционален составен дел на централната болница Жан Митрев клиник овде во Скопје. Да. Одлично што луѓето ќе може да добијат квалитетна здравствена услуга и во овој дел на Македонија. Тоа верувам дека ќе му олесни многу. Тоа беше голема желба нашите пациенти, затоа што кога доаѓа на прегледи во старите простори, каде што не бевме толку, да речам, пристапни и каде што беше потешко за пациентите, стално ја потенцира таа желба да се отвори нешто друго, поквалитетно, односно нешто што ќе биде, да речам, достојно на името на нашата установа. Честитки и ви посакувам многу успешна работа и секако задоволни пациенти како и до сега. Се надевам за нас, да речам, задоволството на пациентите е најголема и најважна награда. Сигурно кај вас доаѓаат пациенти и со болеста за која што денеска ќе зборуваме, периферна артериска болест. Кога зборуваме за периферни артерии, периферни крвни садови, на кои крвни садови се мисли? Да, тоа се сите практично оние артерии кои што ги снабдуваат периферните делови од нашето тело. Значи, да речеме, артериите на вратот, односно каротидните артерии кои што носат крв кон главата и го снабдуваат мозокот, понатаму артериите на рацете и во потесен смисол на зборот мислиме на артериската циркулација на нозете и конкретно кога зборуваме за периферна артериска болест, во главном зборуваме за патолошките промени кои што се јавуваат на ноците, односно на долните екстремитети. Значи во потесен смисол на зборот, периферната артериска болест се однесува на болеста која што ги зафаќа долните екстремитети, односно носите. Знаеме дека крвните садови се подложни на атеросклероза, односно тие се стеснуваат, го намалуваат нивниот волумен, некогаш и сосема се запушуваат. Дали и овие крвни садови исто така може да настрадаат од атеросклерозата? Да. Видете, со самото наше раѓање ние започнуваме и да старееме на некој начин, нели? Така да, всушност процесот на атеросклероза можеби започнува од првиот ден на нашето раѓање. Само што се разбира дека тој е особено изразен во подоснежните години од животот, особено средните години и поодминатите години, се ризик фактор за појава на атеросклерозата, затоа што срцево-садовниот систем представува еден затворен систем, каде што срцето игра улогата на пумпа, која што ја транспортира крвта преку крвните садови. Сето тоа се одвива, значи, под еден одреден притисок, тоа е тој артериски притисок, и како резултат на влијание на поголем број на агенси, етиолошки фактори, доаѓа постепено до нарушување на градбата и на структурата на внатрешноста на зидот на крвниот сад, каде што во основа доаѓа до таложење или депонирање на холестерол и масни материи. Дополнително имаме депонирање на калциум и практично тоа е еден доста сложен процес кој што на крајот постепено доведува до оштетување на внатрешноста на зидот на крвниот сад, тој станува и нерамен. Таложењето на плаките постепено го намалува луменот, односно промерот на крвниот сад, како резултат на што доаѓа до постепено намалување на циркулацијата во деловите што се подолу од местото на кое што настанува стеснувањето. Се разбира дека тој процес прогредира и може да доведе и до потполно стеснување, односно зачепување, да кажеме, на крвниот сад, со тоа што во тој процес на зачепување или затнување на крвниот сад улога игра не само процесот на создавање на атероми, тоа е во суштина атеросклерозата, тие масни наслаги од внатрешната страна на зидот на крвниот сад ние ги викаме атероми или општо како атероматозни промени. Меѓутоа, целосното затнување на крвниот сад може да настане и во случај кога атеромот се уште не го затнал крвниот сад, меѓутоа заради оштетувањето на површината на атеромот доаѓа до активација на процесите на згручување на крвта. Практично настанува, значи, коагулирање на крвта во тој дел, односно тромбозирање, како резултат на што една инкомплетна, ние викаме стеноза или стеснување, наеднаш доведува до целосно затнување на крвниот сад и до
исхемија или недостаток на крв и исхрана на ткивото што е дистално од тој дел или подолу од делот каде што е зачепувањето. Значи процесот ги зафаќа практично сите артерии. Со тоа што во клиничката слика ќе доминираат симптоми во зависност од тоа кој орган е зафатен. Ако не бидат зафатени, например, коронарните артерии, сега тоа не се периферните артерии, меѓутоа да почнеме од тука, затоа што оваа болест е генерализирана и често пати знае да ги зафати и централните артерии и периферните артерии. Па да имаме клиничка слика во која што доминираат симптоми од повеќе локализации на атеросклерозата. Значи, покрај коронарните артерии може да бидат зафатени, како што веќе реков, и каротидните артерии, артериите на нозете и поретко артериите на рацете. Доколку се зафатени со атеросклероза коронарните артерии, например, зголемен ризикот да се појави истата таа состојба и со периферните артерии, односно на рацете и на нозете? Да. Видете, реков дека е тоа генерализиран процес. Не мора да значи дека секогаш ќе се јават сите манифестации на различни места, меѓутоа, за жал, многу често имаме такви комбинации. Да речеме, имаме пациенти кај кои што имаме коронарна артериска болест и кај кои што ние, бидејќи правиме систематска проценка на пациентите, ќе откриеме истеснување на дел од периферните артерии, например на вратот. Имаме и каротидна артериска болест. Кај некои пациенти имаме комбинација на коронарна болест со периферна артериска болест на нозете. Имаме пациенти кај кои што таргетот се сите три места. Значи имаме пациенти кои што имаат коронарна артериска болест во комбинација со каротидна болест и периферна артериска болест. Имам пациенти кај кои што сме направиле операции на сите три локации, па дури например знам куриозитет за еден пациент кој што има оперирана аневризма на абдоминална аорта, значи проширување на абдоминална аорта и сите овие три претходни патолошки состојби. Байпас на срце, каротидна операција и операција на периферна артериска болест на нозете. Значи, за жал, многу често ги среќаваме во комбинација со повеќе локализации како резултат на компликација од оваа атеросклероза. Доколку некој има стомачна историја со аневризма на стомачната аорта, зголемен ли е ризикот од периферна артериска болест? Не мора да биде секогаш асоцирана појавата и не на аневризмата на абдоминалната аорта со периферната артериска болест, иако некои фактори кои што играат улога во појавата на аневризмата се практично ризик фактори за атеросклероза на долните екстремитети. Например, пациенти кои што имаат подолг период нерегулиран покачен крвен притисок обично се склони за создавање на аневризма на абдоминалната аорта, а покачениот крвен притисок заедно со некои други фактори за кои што веројатно ќе продолжиме да збориме, практично го зголемува ризикот и од периферна артериска болест. Значи, овие две состојби не мора да се секогаш поврзани и асоцирани, а може да бидат. Може да бидат секако, да. Но доколку некој има покачен крвен притисок и зголемени липиди во крвта, како што се холестерол, триглицериди, зголемен е ризикот? Или пак има диабетес, некои такви болести? Да, практично сега би требало да спомнеме нешто што всушност го зголемува ризикот од атеросклероза. Атеросклерозата, реков, започнува од првиот ден на нашиот живот. Да, вела дека и децата имаат всушност наслади на крвните садови. Тоа е процес кој што започнува и трае до крајот на нашиот живот со врв на, да речам, со еден пик кој што е обично во средните години или нешто после тоа. Меѓутоа, кај некои луѓе процесот е многу спор и незначен. Сум прегледувал пациенти на 80 години, чисто, например, каротиден статус или статус на нозете е како на личност од 20 години. И често пати милом да го кажам тоа на пациентите ми многу мило. Значи, кај некои пациенти тој процес е многу спор, кај некои пациенти е со умерено темпо, а кај некои пациенти процесот е многу назначен. Тие дегенеративни промени на крвните садови се многу изразени и започнуваат релативно рано, веќе после 40-та година некаде на животот, и зависат многу во голема мера од влијанието на неколку ризик фактори. Значи, на прво место би ги спомнале цигарите, односно никотинот. Пушењето го оставаме без сомнение како прв ризик фактор. Што им прави никотинот на крвните садови? Значи, значително го забрзува тој процес на депонирање на масните материи, го штетувајќи го ендотелот на крвниот сад. После тоа се активираат и процеси кои што имаат карактер и на воспаление. Тоа не се само дегенеративни, него се воспалителни процеси. Факт е само дека пушачите имаат најмалку 3 пати поголем ризик од појава на сите овие болести за кои што зборувавме досега, вклучително и периферната артериска болест. Дури
кај машката популација во 40-тите години постои една состојба која што викаме тромбангитис облитеранс, каде што доаѓа до зачепување, односно затнување на големите и на средните крвни садови на екстремитетите кај млади пушачи на 40-тина години. Значи, тоа е таква една состојба која што за среќа поретко ја гледаме, меѓутоа може да се случи. Сигурно е асоцирана со пушењето цигари. Значи, пушачите се ризична категорија за овие болести за кои што зборуваме. На второ место би ја потенцирало улогата на покачениот крвен притисок. Заедно со пушењето, покачениот крвен притисок, ако не е добро регулиран, не лекуван или недобро лекуван, доведува до брза прогресија на атероматозните промени, затоа што тој е реков затворен систем на пумпа и крвни садови. Колку е поголем притисокот, толку е поголем ризикот за оштетувањето на финиот ендотел, односно внатрешната страна на зидот на крвниот сад. И често пати сакам да им кажам на моите пациенти дека со пушењето, со притисокот и со покачениот шеќер нема играње во наводници. Значи не сме да се толерираат тие состојби затоа што значително го зголемуваат ризикот појавување на болести, дури да кажеме дека просто нема шанса да не се јави некој од компликациите кај пациенти во средни години кои што се пушачи, кои што имаат нерегулиран крвен притисок и се диабетичари. Овие три ризик фактори доведуваат до забрзан процес на старење на крвните садови или атеросклероза веќе кај популацијата од 50 години, да речам. А старосната група над 60, односно 65 години, веќе со самата своја возраст е ризична категорија за појава на овие болести, сама по себе. Значи, од ризик факторите ги спомнав пушењето, покачениот крвен притисок и шеќерната болест. Понатаму веќе и вие спомнавте, од големо значење е нивото на холестеролот во крвта, односно маснотиите, холестеролот и триглицеридите, затоа што покаченото ниво на холестерол во колку не е контролирано и не е лекувано, исто така заедно со сите овие претходни ризик фактори представува мајорен, да речам, етиолошки момент кој што го забрзува процесот на атеросклероза. Имаме и други ризик фактори за кои што кратко само би се осврнал, би ги наброил. Значи тука доаѓаат исто така и покачената телесна тежина, односно обезноста, дебелината. Понатаму важна е улогата на физичката активност, односно неактивност. Седичкиот начин на живот, седентарен начин на живење и на крај би го ставиле како фактор наследството, односно ендогениот фактор, но сакам да кажам дека често пати барем некои од пациентите премногу внимание обрнуваат на тој внатрешен ендогени фактор. Присуството на овие болести во една фамилија не значи дека и потомството секогаш мора да заболи од тие болести. Експресијата, односно изразувањето на симптомите и на болеста зависи пред се дали овие пациенти кои што имаат некоја ендогена предиспозиција ќе бидат експонирани на овие надворешни фактори што претходно го наброев. Значи елиминирајќи го влијанието на овие екзогени надворешни фактори, практично ризикот да се јави болеста е сведена на некој разумен минимум. Затоа што секој од нас има ризик да заболи од тие болести, само што кај категоријата на непушачи, да речеме, тој ризик е 3 пати помал, колку категоријата на пушачи. Доколку некој е пушач и прекине со цигарите, ќе се намали ризикот? Ќе направи најпаметниот потез во својот живот, гледајќи го од аспект на превентива. Разбирате, често пати генерално процесите на атеросклероза се обично дефинитивни и не може да се постигнат не се постигне некоја голема регресија во однос на што се случило на крвен сад. Меѓутоа, значително може да се успори тој процес во колку се елиминираат овие ризик фактори, во комбинација се разбира и со терапија за која што ќе збориме исто така. Знаете, во пракса, например, се среќаваме со пациенти кои што доаѓаат со одредена симптоматологија, исплашени се, пушачи се. Исплашени се разбира заради симптомите што ги чувствуваат. Кога ќе го направиме прегледот, им кажуваме дека се здрави, затоа што анализите тоа го зборуваат. Меѓутоа, дека од аспект на превентива е особено важно, баш тогаш, ако е, например, тоа пациент на некои 20-30 години, да се откаже од пушењето цигари. За да останат крвните садови здрави. Затоа што ако тој пациент дојде после 30 на години пушачки стаж, веќе тогаш исходот може да биде друг. И често пати, милом на моите пациенти им кажа дека
најпаметен потез во моментов би било да вие сега, гледано од аспект на превентива, се откажете од пушењето од цигари. Сметам дека со тоа сум направил доста. Има пациенти кои што ќе ме послушат, и ако мислам пушењето како за мене патолошка појава. Некои ќе ги заменат со електронски цигари, докторе? Има тука и психолошки моменти кои често пати се неразбирливи, меѓутоа како и да е наше. Што велите за електронските цигари? Па, видите, се што може да се искористи за да се откаже човек од пушењето, значи го прифаќам, иако морам да напомнам дека пушењето пред се е психичка зависност. Так. Тоа значи ако еден пуши затворите во една просторија, не му дадете цигари, тој нема да умре. Затоа сметам дека и често пати на пациенти потенцирам дека најважна е волјата и решението да се откажете од мотивацијата го одбирате за здрав моментот, живот. да, го одбирате моментот, мотивацијата за ваш здрав живот, за вашите најблиски. Апсолутно. И некои пациенти тоа го прифаќаат. Кај некои пациенти игра улога некој момент патолошки, например, одредена болна состојба. Тогаш му се кажува дека апсолутно не е препорачливо пушењето цигари и пациентите тоа го прифаќаат. За жал има и пациенти кои што и покрај сите компликации пак се остануваат доследни на навиката која што имаат. Барем да ја држат во рак, ако ништо друго. Доктор, оние што имаат атеросклероза на периферните артерии, чувствуваат ли некакви симптоми? Чувствуваат ли нешто во нозете или пак во рацете? Дали ова болест дава некакви знаци? Апсолутно да. Симптоматологијата зависи пред се од степенот на атеросклеротичните промени или од степенот на стеснувањето на крвните садови. Крвните садови на нозете своите исходиште го имаат на рачвиштето на ортата, каде што таа се дели, значи абдоминалната орта на две илијачни артерии, понатаму значи имаме надворешна и внатрешна. Надворешната се дели значи на длабоки, на површни, феморална артерија, па тие надолу продолжуваат значи во подколеницата и стигнуваат до стапалот. Стеснувањето на артериите може да биде на било кој сегмент, почнувајќи од самото рачвиште на ортата, каде што ќе биде компрометирана циркулацијата во двете нозе. Тој е така наречен синдром на Лериш. Меѓутоа, било кој дел од овој сегмент што го спомнав може да биде зафаден од атеросклеротичните промени и во зависност од местото на кое што стеснувањето имат и одредена симптоматологија. Болка чувствуваат? Така, значи на почеток кај поблагите форми пациентите можат да осетат известна тежина и нелагодност во ногата кога пешачат брзо и после некои 500-600 метри, 1 километар. Значи во движење. Да, во движењето обично чувствуваат затоа што кај полесниот степен на стеснување на крвните садови се уште постои известен степен на пропусливост на крвниот сад кој што може и во случај на зголемена потреба од крв, која што се јавува, нели, кога нашите мускули се оптеретат, да го снабди екстремитетот со крв. Меѓутоа, како што напредува процесот на стеснувањето на крвните садови, таа болка започнува да се јавува на се пократко растојание. Обично тоа е чувство на затегање или тежина во ногата, кој што може да биде лоцирана во пределот на глутеусот, бутот или најчесто под коленицата. Пациентите кажуваат дека кога ќе побрзаат водењето или ако е на горнина, чувствуваат тежина или грч во ногата, застануваат да се одморат и за неколку минути тоа чувство постепено исчезнува. Затоа што при одмарање има доволно количина на крв која што ќе го снабде екстремитетот, ќе ги елиминира метаболните продукти што се наталожиле и болката поминува. Затоа ова болест, ова симптоматологија значиме како интермитентно куцање или интермитентна клаудикација. Тоа значи одите неколку метри, стотици, например, осеќате болка, застанувате, поминува болката, продолжувате. Тоа се означува како интермитентна клаудикација. Тоа значи веќе еден сериозен знак кој што упатува дека нешто се случува на ниво на артериската циркулација на нозете. Како што напредува болеста, теговите започнува да се појават на се помало растојание, веќе после неколку десетина метри пациентите мора да застанат, не можат да се движат. Понатаму се жалат на чувство на ладни нозе, ладни стапала, промена на бојата на кожата, која што може да биде бледа, понекогаш се јавува дури и помодрување на кожата. Понатаму, како што напредува болеста, се јавуваат болки во мирување.
дури во лежење се јавуваат болките. Болката е доста јака, тоа е значи исхемична болка или болка како резултат на недостаток на крв во екстремитетот. За да ја намалат таа болка, пациентите стануваат, ја спуштаат ногата надолу за да под дејство на силата на земјината тежа, гравитацијата, таа нога малце добие крв или ќе се размрдат малку низ собата за да може да добијат олеснување во однос на таа болка. Меѓутоа, воколку и во таа фаза навреме не се открие болеста, се јавуваат веќе најтешките форми на болеста кои што одат со појава на рани на ногата, односно доаѓа до некроза на ткивото. Најчесто процесот започнува на прстите, на врвовите, односно започнува гангрена. Тоа е всушност бидејќи нема циркулација со крв, значи тоа е најтешкиот четврти стадиум на периферна артериска болест, каде што како резултат на долготрајното и тешко оштетување на ткивото и редуцираната циркулација, ткивото започнува да изумира. А се случува ли некогаш овие симптоми луѓето да ги поврзуваат со ортопедски проблеми, па да не се јават навремено на лекар? Да, доста често има пациенти кои што имаат симптоматологија која што со ортопедски карактер, меѓутоа знаејќи кој е ризикот и опасноста од периферната артериска болест, доаѓаат на преглед да си ја проверат циркулацијата. Или и колегите ортопеди, сакајќи да се осигурат дека да се исклучува проблем, ги праќаат пациентите кај нас на дијагностика. Со тоа што, да речеме, во дијагностиката е особено важно кога дојде пациентот да ни се нацелена анамнеза и разговор се добијат податоци за карактерот на болката, затоа што ние многу добро знаеме како изгледа симптоматологијата која што е резултат на проблеми на пример со коскино-зглобниот систем или лумбалната дископатија конкретно да речеме, која што дава некои сензации разновидни на долните екстремитети во однос на симптомите кои што се резултат на накратко може да ни кажете пред да пуштиме да блок реклами, што е разликата во болката? Значи, да речеме, пациентите кои што имаат проблеми со рбетниот столб ќе дадат податок дека некогаш имале јаки болки во кичмата. Сега болките не се толку јаки, меѓутоа сега осеќаат често трнење на нозете. Значи трпки кои што се цело време присутни. И во седење, и во лежење, некои може да се раздвижат и да не соќа толку тегобија, кај некои во движење ќе се јави, да речем, дури завлекување на ногата, ако е притиснат ишјадичниот нерв повеќе и дојде до поголем степен на оштетување. Самата инспекција на пациентот, значи пациентот мора да биде соблечен за да се видат екстремитетите, покажува дали има некои промени на екстремитетите кои што кажуваат дека се работи за исхемична болест. Затоа што, на пример, кај периферната артериска болест, кожата на ногата е мазна, тенка, ние викаме атрофична, отсуствуваат влакната или кожните абнекси, ноктите покажуваат дегенеративни промени, ногата е бледа, стапалото е бледо, ќе го пипнете стапалото, некош може да биде како мермер, ладно, и отсутни се пулсациите на артерија дорзалис педис, ние викаме. Тоа е артеријата која што се пипа од горната страна на стапалото. И тоа е еден физикален момент, тоа е физикален преглед кој што може секој доктор да го направи во својата ординација. Значи, матичните лекари може да направат брза дистинкција во однос на тоа, али спомнав, значи, многу е битно да се добие од пациентот податок со целени прашања кога се јавува болката, дали реагира некаде, како е во однос на движењето и така натаму. Значи така да лесно успеваме уште веднаш да поставиме, да речем, половина од дијагнозата на овој начин, затоа што другото веќе отпаѓа на понатамошни дијагностички процедури, ако сакате да продолжиме со нив. Ќе ги продискутираме, само да пуштиме еден блок реклами. Почитувани, останете на Телма. Со доктор Милан Марковски, специјалист по интерна медицина од ново отворената поликлиника Жан Митрев дијагностика во Битола, денеска зборуваме за периферната артериска болест. Почитувани, вие денеска ќе можете да се вклучите со ваши прашања на телефонскиот број 3076 677. Докторе, споменавте дека добрата анамнеза, односно добриот физикален преглед и опис од страна на пациентот на проблемот што го има, може да постави половина дијагноза. Потоа, за да се потврди сигурно дека се работи за атеросклероза на периферните артерии на екстремитетите, што преземате? Какви дополнителни испитувања потребно да се направат? После разговорот со пациентот и анализа на тегобите што ги има, прегледот продолжува со колор доплер преглед. Значи, се работи колор доплер на крвните садови. Тоа е практично ултразвучна метода, која што можам да кажам е базична
или почетна во таа диагностика, имиджинг диагностика на болестите на периферните крвни садови. Зошто го велам тоа? Затоа што прегледот е неинвазивен, значи немаме никаква штета по здравјето на пациентот, немаме зрачење, нели ултразвучните таласи или бранови немаат никакво штетно влијание на организмот. Прегледот може да се повторува и повеќе пати во колку сакате краток временски период, ако за тоа има потреба. Прегледот е пријатен за пациентот, тој лежи на кревет, со апликација на гел на одредени делови на телото, со помош на специјална сонда, ние практично го визуализираме крвниот сад, односно различни сегменти од циркулацијата на нозете. Обично се почнува од пределот на препоните, каде што се гледа бифуркацијата или рачвањето на заедничката феморална артерија и надолу се носи сондата, се врши анализа на правецот на протегање на крвните садови, на квалитетот на ѕидовите, се лоцираат стеснувањата на одредени места и се одредува и степенот на стеснување во проценти, може да се измери и се мери и брзината на протокот, што е исклучително корисна постапка во одредувањето на степенот на стеснување на крвните садови, затоа што ултразвучниот преглед се заснова на информацијата која што ултразвучните бранови ја даваат одбивајќи се од течниот дел на крвта, односно од оформените елементи на крвта кои што се движат низ крвниот сад, удираат во нив, се враќаат назад, сето тоа се пренесува на екран и ние добиваме една буквално слика на крвниот сад и на ѕидот и на протокот на крвта. Тоа е доста атрактивно така, бидејќи се во боја се, затоа се ика колор доплер се јавуваат тие феномени и со мощна и голема, да речам, прецизност и веројатност поставуваме диагноза за степенот на на периферната артериска болест. Значи да се работи за лесен, среден или тежок степен на периферна артериска болест, со што веќе го усмеруваме пациентот на понатамошна попрецизна диагностика, значи од кога ќе се направи овој преглед, кај пациентите кои што сме констатирале постоење на периферна артериска болест, сега препорачуваме компјутерско снимање. Значи се работи контрастна компјутерска ангиографија, значи тоа е повеќе слоен компјутер кој што е нов апарат кој што го имаме реков во Битола, каде што уште подетално се гледаат сите промени на крвните садови, почнувајќи од аортата па до последниот крвен сад до стапалото, што е од особено големо значење сега за хирургот, за да може да види на кое ниво и како треба да се интервенира во случајот. Ако има се разбира потреба за оперативно лекување, бидејќи постојат повеќе можности за пристапи во лекување во зависност степенот на тешината периферната артериска болест. Меѓутоа пак да подлечам, ултразвукот е базична метода, златен, значи стандард во почетокот на диагностицирањето на оваа состојба и го решава ги решава сите диагностички дубиози, да речем, кај пациентите, дали е тоа, не знам, лумбална дископатија некоја или се работи за периферна артериска болест. Иако треба да кажеме дека некогаш постои симултано постоење на двете болести. Некогаш имаме и венска патологија. Значи, ние сега овде зборуваме за процесот на дегенеративни промени на артериите, меѓутоа вените имаат своја друга патологија која што произлегува од карактерот на нивната градба, дебелината на ѕидот, начинот на течење на крвта, затоа што во артериската циркулација срцето како пумпа во млазови ја тера крвта, кај вените тој проток иде како една бавна широка река. И кога стоиме и седиме, тој проток е многу поспор, само кога се движиме мускулите контрахирајќи ја терат крвта од вените према срцето. Може да имате пациент кој што има и периферна артериска болест, а има и проблеми со венската циркулација. Доколку со периферната венска циркулација има проблем, видлив ќе биде? Не разбрав. Доколку пациентот има проблем со периферната венска циркулација, дали проблемот е тогаш видлив? Да, значи има ли промена на кожата? Вените ги делиме на површински и надлабоки. Значи површинските се тие оние што ги гледате, значи со голо око. Тоа што го доживуваме како естетски проблем. Да, тоа е пред естетски проблем. Додека длабоките вени пак се достапни на преглед со ултразвучната, со
колор доплерот, сонографијата, и исто така во оние случаи кога треба да се уточни диагнозата, се работи и флебографија, тоа е веќе контрастно снимање на длабоките вени, но тоа е пак една друга патологија, но посветиме цела емисија, има зашто да се зборува во некоја друга пригода. Имаме двајца гледачи, јас само ќе ги замолам да бидат што пократки, концизни со прашањата во интерес на времето. Имаме уште многу малку простор од денешната Телма амбуланта, а уште многу прашања на кои што треба побараме одговор од докторот. Добар ден за првиот гледач. Добар ден. Еве уште една можност. Добар ден за гледачот. Ако не да го вклучиме вториот гледач, добар ден. Доктора, не успеавме да ги вклучиме гледачите, нека се јават повторно, одиме понатаму, откако ќе биде поставена диагнозата, доколку атеросклерозата не е премногу агресивно, односно крвниот сад не е целосно затворен. Полесни форми. Што преземате тогаш? Значи, кај полесните форми на периферна артериска болест се лекува пациентот конзервативно. Што значи тоа? Медикаментозно. Тоа значи даваме лекови со кои што настојуваме да го успориме процесот и со кои што настојуваме да му овозможиме добар квалитет на животот на пациентот. Лекувањето значи опфаќа пред се елиминирање на ризик факторите за кои што зборевме. На пациентот јасно му се предочува кој е степенот на периферната артериска болест, дека на пример не е потребен интервентен или хируршки третман, меѓутоа дека е потребна превентива и медикаментозна терапија која што треба да биде постојана. Тие пациенти обично добиваат лекови кои што на некој начин ја подобруваат циркулаторните карактеристики на крвта, на некој начин ја прават крвта потечна. Тука спаѓаат, на пример, препаратите на ацетилсалицилната киселина, како што е добро познатиот аспирин, што е заштитно име на една од фирмите што го произведува. Или тоа се група на лекови кои што ги викаме антиагрегантни лекови, затоа што претходно зборувајќи за начинот на затнување на крвните садови, напомнав дека покрај таложењето на холестеролот и создавањето на тероматозни плаки и тромбозирањето на крвта игра важна улога. Овие лекови се важни во спречувањето на процесот на агрегација на тромбоцитите, односно процесот на затнување на крвниот сад со коагулирање на крвта започнува токму со насобирање на тромбоцитите еден на друг. И тој е почеток на процесот, бидејќи на тој начин после тромбоцитите, формирајќи го тој така наречен тромбоцитен чеп, испуштаат активни материи кои што ги активираат факторите на коагулација. Тоа се цели 12 фактори кои што по еден скалест механизам доведуваат конечно до создавање на коагулум, значи крвен угрушок. Значи антиагрегантните лекови се група на лекови кои што ја намалуваат тенденцијата на тромбоцитите да се насоберат еден на друг како метални парички, како монети, со што го намалуваат и ризикот да започне тој процес на коагулирање на крвта. Тоа е значи група на антиагрегантни лекови кои што покрај аспиринот, односно ацетилсалицилната киселина, спаѓаат и некои други препарати, како што се, например, клопидогрел, прасогрел, тиклопидин и така натаму, кои што на сличен начин го спречуваат и го намалуваат овој процес. Доживотно треба да се пијат овие? Да, видите, генерално тоа е на некој начин да малку полесно се изразиме трајна терапија. Зашто често пати пациентите може примањето на овие лекови го примаат фактот дека треба да ги примаат долго време ги на некој начин малку психички травматизира. Па ќе прашаш дали таа терапија што треба да ја примам доживотно. Кажуваме да, тоа е хронична терапија која што треба да ја примате. Значи, тоа е една група на лекови кои што кај овие пациенти обично ја даваме. Кај некои пациенти, ако има некои други пратечки состојби, потребно е да се дадат и други лекови кои што ги викаме веќе антикоагулантни лекови. Значи овие првите го спречуваат насобирањето на тромбоцитите, на друга овие вторите ја спречуваат активацијата на факторите на коагулација. Еден од нив е аценокумаролот, кој што доста често во пракса се применува кај пациенти што имале венски тромбози, на пример. Го примаат лекот по шема, познати како лекој се прима по шема.
Кај некои пациенти постои потреба да се дадат и антикоагуланси кои што не се во оваа група, се понови лекови, како што се ривароксабан, апиксабан и така натаму. Меѓутоа, обично овие лекови ги даваме кај пациенти кои што имат и некоја друга притружна пратечка патологија. Например, имаме пациенти кои што имат кардијални аритмии, односно срцеви аритмии, и кои што е зголемен ризикот за создавање на тромби внатре во самото срце, а тромбите или делови од тие тромби ако се откачат преку левата комора, ако пример доаѓаат обично од левата предкомора, преку аортата може да завршат во било кој дел на телото. Најчесто во пракса, значи тоа е доста, да речам, честа компликација на таа интракардијална создавање на интракардијални тромби, најчесто завршуваат во мозокот и доведуваат дури до масивни мозочни удари со комплетна парализа. Меѓутоа сме имале во пракса и случаи кога тремор завршил во нога и доведува до акутна исхемија. Значи, ова досега што зборуваме за атеросклерозата е процес кој што трае подолго време и симптомите тука се развиваат постепено. А кога тромб се откачи и директно го зачепи луменот на артерија која што претходно била комплетно здрава, се јавува акутна исхемија, каде што е неопходна итна диагностика, итна операција за да се спаси екстремитетот, бидејќи за неколку сати доаѓа до изумирање на мускулното ткиво. Значи, таа е друга група на лекови кои што тие добиваат. Понатаму продолжуваме со третман на зголеменото ниво на холестеролот, односно хиперхолестеролемијата. Значи имаме посебна група на лекови, така наречени статини, кои што делуваат намалувајќи го нивото на холестеролот во крвта и спречувајќи го неговото таложење во зидот на крвниот сад. Дури кога нивото на холестерол е нормално кај овие пациенти се даваат статините? Да, затоа што не мора да постои корелација меѓу нивото на холестерол во крвта и степенот на неговото таложење во крвните садови. Например, прегледуваме пациенти, тоа многу добро се гледа при овој колодопресонографскиот преглед, кога ги визуализираме артерите, например, на вратот или на нозете. Пациенти кои што имаат покачено ниво на холестерол немаат наталожување. Меѓутоа, пациенти кои што имаат малку или имаат нормално ниво на холестерол, кај нив забележуваме поизразени дегенеративни промени. Ви реков дека повеќе фактори се тука улога и затоа имаме комбинација на повеќе фактори и исходот може да биде некогаш и да речам нелогичен. Така, суштина правила нема. Доктор, имаме гледач кој што навистина почека. Ајде да видиме дали е си уште на линија, да му дадеме можност да го постави прашањето. Добар ден. Добар ден. Сепак изгледа дека се откажала и уште една шанса. Добар ден. Не е повеќе на линија, значи споменавте дека различни лекови се дават, но што во случај кога кај пациентот атеросклерозата сосема го потешка клиничка слика, мислите, да. Така, потешка клиничка слика има кога циркулацијата е многу тежната, тоа има форми покрај ова конзервативна терапија која што веќе е набрав, која што опфаќа уште и примена и на лекови за лечење на крвниот притисок, за дијабетесот, значи и тие идат тука во блок со ова претходна терапија. Сите хронични болести се стават под контрола. Да, мора да се стават под контрола. Кај пациентите кои што имаат висок степен на стеснување на крвните садови, постои можност за или интервентна или оперативна процедура. Ако стеснувањето на крвниот сад, што поретко се случува, е само на еден краток сегмент од крвниот сад, тогаш може по пат на интервенција да се стави стент. Тоа е значи една од можностите која што меѓутоа ја правиме во оние случаи кога стенозата е на краток сегмент и на едно место. Меѓутоа тоа ретко се случува. Обично процесот е поекстензивен, подифузен, зафаќа повеќе место од крвниот сад и тогаш тие пациенти практично одат на оперативен третман, каде што се прави периферен бајпас, односно премостување, нели, популарно означен како бајпас, бидејќи таа интервенција се прави и на коронарните артерии веќе неколку децени наназад. Значи, во суштина тоа е идентичен зафат, каде што се прави премостување на стеснувањето, при што може да се користи или венски графт, значи вена од самиот пациент, или специјални протези од специјален материјал, ПТФ например, тоа е кратенка од некоја синтетска материја која што се става тука, или понекогаш се прават и реконструктивни интервенции од страна на хирургот, односно се прави пач пластика, а во случаите каде што зачепувањето на артеријата е резултат на тромб, се прави тромбектомија со специјален Фогарти катетер. Значи, постојат повеќе техники кои што нашите хирурзи ги работат исклучително добро и сме спасиле голем број на пациенти од
губиток на нога, сме вратиле многу пациенти во нормален живот со таквите интервенции. Тие интервенции оперативни се во нашата болница прават веќе долги години, значи ние преку 20 години, значи меѓу другото правиме овај оперативни интервенции на периферната артеријска болест и се покриени од Фондот за здравствено осигурување. Такова исто така е многу важна информација. Да, многу важно и пришто сакам да напоминам дека и после оперативната интервенција, односно после операцијата, кај пациентите продолжува еден медикаментозен третман, кој што навистина е доживотен, затоа што тој графт што е поставен мора да се одржува, за да не дојде до негово затнување. Затоа тука имаме хронична терапија каде што се вклучуваат сите овие лекови или повеќето од нив кои што веќе ги набројав со систематско следење на нивните ефекти, контрола, значи на степенот на разредување на крвта, зашто постојат софистицирани методи кои што кај нас рутински се работат скоро кај сите пациенти во склоп на предоперативната припрема. Докторе, сосема накратко, доколку некој нема симптоми, а има почетен стадиум на атеросклерозата на периферните артерии, како тоа може да се открие? Се случува ли некогаш при некој рутински преглед да забележите дека некој има ваков проблем, а не чувствува ништо? Кај популацијата веќе после 50-та година, поготово ако имаме пациенти што имаат комбинација на повеќе ризик фактори, ги спомнав тие да ги наречам мајорни, значи пушачи, висок холестерол, висок притисок, шеќераши, диабетичари. Тие и покрај тоа што немаат симптоми треба да доаѓаат на периодични прегледи, најмалку еднаш годишно, најдобро на 6 месеци, кога ние правиме комплетен кардиоваскуларен преглед, значи правиме преглед на срцето и на периферните крвни садови со ултразвукот. Ултразвукот може да покаже дали има тенденција кон склерозирање на крвните садови, за да тој процес ние ефикасно го успориме, значи да спречиме неговата прогресија. Значи, одговорете редовни превентивни кардиоваскуларни прегледи. Докторе, ви посакувам многу успех во работата, што помалку пациенти со сериозни проблеми. Се надевам дека успешно ќе работи ќе дозволите само една кратка напомена. Во нашиот новоотворен дијагностички центар Жан Митрев дијагностик во Битола сите прегледи и сите услуги и снимања се со попуст од 50%, баш по повод отворањето на тој нов дијагностички центар, што пациентите со вака, да речам, радост го прифаќаат. Така се надевам дека ќе го искористат овој попуст за дијагноза, за превенција и за заштита на сопственото здравје. Апсолутно, ние сме за тоа таму. Ви благодарам за деталното појаснување на оваа проблематика, навистина на еден преубав начин ни ги опишавте сите проблеми кои што произлегуваат од нездравиот начин на живот и крвните садови. Задоволство ми беше, пријатно се чувствувам. Доктор Милан Марковски од поликлиниката Жан Митрев дијагностика во Битола денеска беше гостин во студиото на Телма. Ви благодарам, почитувани, на вниманието со кое што не следевте. Навистина ми е жал што гледачите не успеат да се вклучат успешно денеска во програма, но ќе имаат шанса во некое од следните изданија. Пријатен ден!